Амар, да ти каже нешто, Чичко, Сашо. Пошто можам Чичко да ти бидам чички на газо да ти расте. Не е проблем во тоа што немаш диплома. Ке се навратам на тоа после. Проблем е во нешто друго. А за да сватиш во што е проблемот, ќе ти кажам една многу добра анекдота, вистината. Во екот на својата фудбалска слава, Тоти, Франческо Тоти, познатиот италијански фудбалер на Рома, на италијанската репрезентација, капитен и така натаму, го викаат во една телевизија во најпознатото ток-шоу. Ток-шоуто го води некоја чкетина, многу згодна, онака, баш онака. Млада, цура и по. Цела Италија ја гледа, тоа ток-шоу го гледа. И Тоти меѓу другите гости, уште неколку гости, и прават муабет, и новинаркава, тоест водителкава, почнува да го рчка. А Тоти познат во Италија поради своите киксови. Ненамерни, кои што се должат на неговото, на неговиот духовен развој, на неговиот образование, достаток на образование и така натаму и така натаму. И познат беше по тоа, бил по тоа многу познат. Знаеш, ќе одвали нешто дочул, не дочул, ќе го каже и цела Италија се смее. Но сите го сакаа, пошто Тоти беше Тоти. И добар фудбалер, и одличен фудбалер. И оваа сега, значи симпатичен, шармантен момак све. И оваа сега малце го рчка намерно. И му кажува некој од неговите најпознати гафови што ги имал. И вика, добро, вика господине Тоти, вика, на вашите гафови се смее, вика, цела Италија. Дали, вика, некогаш, вика, сте се осетиле да ви е непријатно, глупаво да се осеќате, да ова, да она. Затоа што навистина, вика, ова, вика, се стварно, вика многу смешни гафови на кои што сите ние сме се смели. И Тоти ја гледа и вака и вика. Вика, знаете што? Јас сум сакал, вика, не дека јас сум сакал да се родам малце, вика, посиромашен во интелигенцијата, така кажа, посиромашен во интелигенцијата. Токму затоа, вика, сум останал посиромашен и во образованието. Ја, вика, сваќам дека не сум паметен човек. Вака го збори цела Италија, 60 милиони го гледат. Јас, вика, знам дека не сум многу паметен човек. Но среќен сум ако и со моите гафови, кои што се ненамерни, вика, им ги правам луѓето да се осеќат среќни, задоволни, едноставно да ги насмеам. Следниот ден немаше медиум, печатен, електронски, кој што не го воздигна Тоти до божество. Од тоа интервју не постоеше више човек во Италија кој имаше лош збор за Тоти да каже. Ниту после тоа некој се дрзна, си дозволи било кој негов гаф да го трти, да го акцентира на телевизија, по медиуми, по ова. Неговата вродена скромност, неговата понизност, неговата добри намере. Вика, јас сум свесен дека не сум паметен човек. И дека сум останал, сум се родил таков, заради тој мој недостаток, што немам доволна интелигенција, сум останал и без соодветно образование, единствено што знам, вика, да играм фудбал. Тоти, до ден денес да отидеш во Италија, амаре, не смееш лош збор да кажеш. Од било кој клуб да си во Италија, не за него има како табуе, како тотем. Ме сватили сега, амаре, што сакам да ти кажам? Дипломите не се битни. Ама ако се правиш она што не си, ако лажно се представуваш, тука виш имаш проблем. Голем проблем. Не со нас, како публика, кој што тоа ќе го дознаеме дека ти немаш дипломирано. Дека ти, појма неам, не си никакво, не знам, дете стечајце кое што се мучело, не знам колку животот. И јас сум работел, ама. И теписи сум чистел со четкари, и у пицерии сум работел, ма треба тоа да се трти. А? Сум немал пари. Кои сте бе вие да триете на сите на нос дека не знам како сте живееле лошо? Па ја 92 година кога беше инфлација овде ти не си бил ни роден, бе. Тоа лето го памтаме
у денот, дали имав 20-30 денари, појма немам за едно топче сладолед у корнето, но и обичен, не оној што е, како се вика, што жини пари. До кога бе со тие финти публикотропистички, ке кажам, или популистички поточно? Ке замајувате народ тука. Со самото тоа, што некој лажно се представува, кажува оно што не е. Немате вие проблем со нас, ти имаш проблем со себе. Ти се самозалажуваш, тоа е проблемот. А самозалужувањето е резултат на огромни комплекси. Огромни комплекси и недостаток на самодоверба. Можете вие да лапрдате, кој знае колку сте речити, елоквентни, паметни, начитани, ама токму со таа ваша логореја го откривате ова што ви зборам, амаре. И откривате цела таа несигурност и сите тие комплекси што ги имате. Вака психолошки да ти објаснам. Затоа ти, ако може да се збори на тема победа-пораз, што ја мразам, која има ТВ дуел, да ги гледам работите, да го гледам ТВ дуелот како гладиаторска арена, пошто тоа не е, а така се третира од учесниците, дека мораме сега ние тука да се исколеме. Мораме да покажеме на кој му е поголем. Па ја додека зборам и ти збориш, се хекламе, што викаат овие модерно. Значи ја не ти дозволувам ти да кажеш, кога ме напаѓаш нешто, ја зборам у исто време за помалце да се чуе. Чи излегуваат сите тие. Твојата логореја и на било кој друг логорејата покажува само колку сте несигурни. Дали ме конташ, амаре? Дали ги врза овие работи што сега ги зборам со приказната за Франческо Тоти? Ако сте левица и ако сте деца на стечајци, кај ви е скромноста? Кај ви е понизноста? Кај ви е признанието? Уште кога си се појавил, дечки, јас сум инсуфициентен за некои работи. Не сум успел да ги завршам, не сум успел да ги направам. Ваков сум, онаков сум. Ти си чист пред јавноста, пред сите. Не може утре ништо да ти извади. А вака ќе ти извадат и ќе излезе тоа што излезе. Дека вие сте фингирале многу ствари. Сега, ако си фингирал за диплома, кој знае за колку уште ствари сте фингирале? Па гледаш ке ти извадат и нешто трето, не знам, родители, ти прво ке се рчнеш, па овој ко те зачука орце со твојот родител машки, така да се изразам у духот на ЛГБТ, па онда малце непријатно за слушање, а у принцип таа приказна не требаше ни да ја започнеш, амаре. Што мора да спомнеш твојот родител? Океј бе, знаеме сите. И политиката се династии, како и што медицината се династии. Ретко кога Джукела без докторско потекло може да заврши медицински факултет, поише да се вработи, поише да напредува службата. Така било, така ќе биде. Имате и актерски династии. Неам ништо против. Ете, некој сака да наследи фамилијата, татко му бил глумец, колегата му бил глумец, неговиот син дошол и он да биде глумец, или керка, шо да е. Океј. И тие работи не треба никому да ги триеш на глава. Како што тебе нема никој да ти трие на глава, утре, што ја знам, пример, ако си градоначалник, дека никој нема да ти ја спомне дипломата ако работиш феноменално. И сега ја чепнавме главната тема. Значи, луѓе, пак ја бидам објективен. Значи, Амар нема никакви шанси да добие градоначалничка функција у Скопје. Буквално никакви. Зошто? Ќе ви објаснам многу пластично. Дали може Шкендија или Вардар да влезе во, во групи на Лига на шампиони? Не може. Зошто не може? Затоа што годишниот буџет на Вардар и Шкендија е 3-5 милиона евра, а ти само за да помислиш дека имаш амбиција да се квалификуваш во тие групи на Лига на шампиони. Значи, уште не си се квалификувал, него имаш амбиција да покажеш амбиција да се квалификуваш. Ти без 80-100 милиона буџет не смеш да помислиш на таква работа. И како ти сега ќе играш со Реал Мадрид, со Барселона, нема ни да се сретнеш со нив. Амар да, ти се сретна со Орце, благодарение на она катастрофа од партија, оној катастрофа од лидер Филипчи, Социјалдемократскиот сојуз, кој што си ја доутепа партијата од кога намести Заев да биде лидер на партија.
Ти се соочи со Орце, токму од причина што СДС, лидерот, партијата се толку девастирани, опустошени, оштетени по сите основи, со катастрофално лош избор за кандидат за градоначалник на Скопје, кој што доживеа огромно фиаско, благодарение на тоа дојде во ситуација да се бориш со Орце, но тука објективно е крајот, кажав од кој причини. Добро, треба да бидете задоволни, цитираше ти Амер, добра кампања, успехот си е успех, сепак да стигнеш до тука е некоја работа, но да се разбереме, шанси за победа немаш никакви буквално, затоа што, како што и сам знаеш, за да доеш до таква функција потребни се не само пари, туку многу пари. Орце располага со огромен буџет, тоа значи теренска покриеност на секаде. Да не ти објаснувам позадина што се случува, пари кои што вие ги немате, баш като и членството каква што е, ВМРО-вско е страшно лојално, страшно верно. Се случувало од други партии луѓе да гласаат за ВМРО во поедени изборни циклуси, локални или овие парламентарни, ама ВМРО-ец да ти гласа за друга партија, тој филм тешко се гледа. Пре нема да гласа за никој, ама за друга партија нема да гласа, особено не за Социјалдемократски сојуз. ВМРО за Социјалдемократски сојуз пиштол вака да му ставиш овдека нема да гласа. А обратно се случувало. Членови на СДС да гласаат за ВМРО оберучки. Така да се надевам дека ако мислите да обстанете вие левица како партија понатака, мора да се договорите, некои работи да ги извадите на видело, за да не се доведувате во вакви непријатни ситуации. Оти се што е скриено, кога тогаш ќе излезе, што викаат старите, ќе излезе на виделина. Од таа причина никоја ще не ви верував, затоа што се чувствувам јас лично многу фингерај кај вас, многу фейк елементи, многу паламудење, премногу паламудење, многу демагогија, пошто не се разликувате искрено, сега и објективно зборам, од било кој друг. Ама воопшто не се. А тоа што некои сте успеале да прелажете дека сте ковајаги поразлични и не знам како, тоа е веќе друга работа, тоа е ствари на ваш пиар, кој што го терате како што го терате, но оние кои што разбираат 2 и 2 не можете да ги прелажете. Ако како што велите сите се исти, а велите дека сите се исти, тоа веројатно се однесува и на вас, колку и да вие сакате да се дистанцирате дека сте демек поразлични. Како што рече и Орце во емисијава, системот ве создава вас. Така што вие сте дел од системот, токму тој систем ве создава. Овој бинарен систем на политичка реалност у Македонија. Тој ве создава. И тука, и за тоа не треба да се лажеме дека тој бинарен систем вас ве создава. Што не основам ја партија. Мора некој да те проигра, да ти даде дупли пас, со дуплиот пас да ти цалне и нешто поише. Да можеш да формираш, да можеш ова, да можеш да се шириш, инфраструктура, вамо тамо. Доста фејкани. Оваа држава сите партии треба да научат нешто. Народов одамна не е веќе глуп. Доста ни од фејкани. Доста ни од лажна прикажување. Оти, пак ја кажам, се излегува на виделина, кога тогаш. И за вас ќе излезат уште многу работи на виделина, како што излегува сега и во вториот круг некои работи, и за ТВ Амер, и за све, за твоите нели приватни некои работи, што нема да ги коментирам, затоа што немам доказ за тоа, но она што се зборува у јавноста не е добро. А ја тоа нема да го повторувам сега. Сите знаете на што мислам. Така што ако Скопјани си сакаат барем нешто да се смени од умрениот град, не кажам еве за кој треба да се гласа. Јас е непобедникот, само кој е, тука нема дилеми дали ја кажал да се гласа за Зорана, јас е непобедник кој е. А од друга страна партиите, свеста на партиите на такво ниво, да објективно кажам, дури да победи некој друг, а да не е тоа партијата на власт, како дека има проблеми. Тоа е свеста на партиите, на тоа ниво е, тука не можеме ништо да направиме. Како што истото го прават тоа СДС кој е на власт, не можеш.
Не можеш. Но, генерално, кај кого се парите, тој победува. Мислам, многу глуп заклучок, многу очигледен, што не ми се ни кажуваше. Вака отворено, пошто е преочигледен. Само најглуп не може да го свати. Ама е тоа така. Ко бие, тај добие. Кажа на вака. Ај се гледаме доста мрчо.